Еко. Дали ќе не исфрлат од НАТО доколку го вратиме името? Значи, ова му е скоцкано, Да не сврдат. ова е скоцкано, Не исфрлат од НАТО доколку го вратиме името. Нема да ни сврдат од НАТО доколку го вратиме името. Како ќе го вратиме името? Еве, како ќе го вратиме името? Немате план. Nice. Па еве нека ни кажат како ќе го вратиме името, да го вратиме името. Дали ќе не исфрлат од НАТО доколку го вратиме името? Сега, видете, јас сум многу реален човек. Јас знам дека не може да се врати тоа заради X причини. Поготово со ваква влада нестабилна, то не се дешава. Нема такви пари во работењето, тоа е ситна роба дучанчиња. Ме разбирате? Меѓутоа, факт е, јас сега гледам од која страна да гледаме на работење. Сега сме членки на НАТО, така? Не може да нападне никој. Кој ќе нападне? Грција, Бугарија, ако си го вратим името. Тоа беше вајда поентата на Ландов у тој момент. Али така никогаш нема да влеземе во Европска унија. Сега од друга страна ние никогаш нема да влеземе во Европска унија, меѓутоа ниеден политичар во Македонија нема да ви го каже тоа. Поради тоа што невозможно е да влеземе во Европска унија вакви какви што сме и нема да влеземе. Не ради економски политики, не ради ова, не ради оне. Ви кажав преска. Македонија е држава која што нема контрола на целата територија своја. Значи, хараат банди, има села каде што не сме македонска полиција да влезе и така натака. Така да во Европска унија Македонија нема да ја видиме во нашево време. Јас ќе бидам мртов и се уште нема да бидеме во Европска унија, тоа ви гарантирам. Че тоа е завршена работа. Јас 100% сум сигурен. Ке речев дај Боже да грешам, ама сериозно, искрено од срце сакам да не влеземе во ЕУ, заради тоа што кога ќе влеземе во ЕУ, никој нема да ве прашува. Полска, Унгарија имаат место за маневар, појаки држави се. Со вакви политичари какви што имаме ние овде, 99% од народот да е против нешто, овие говнава пак ќе го протуркаат заради тоа што народот нема да стане за да ги фати за уши политичарите. Политичарите ќе извршат тоа што ќе им каже Брисел. Искрено се надевам дека никогаш нема да влеземе во Европска унија, поради тоа што мамичето, мамино ќе ни го расплачат со нивните задолжителни закони за миграција, со нивните закони за дегенеризам, за проституција, за како се вика LGBT, за трансджендери, за курикулумот школски, за тоа што ќе се учи во школо, за што е родител, што е старател, што е. Дај Боже никогаш да не влеземе во ЕУ. Значи не вреди економскиот бенефит што ќе го добиеме од ЕУ, затоа што ќе ни мамичето ќе ни го расплачат од духовно гледна точка, ме разбирате? Види бе маусот го гризела бе, пичка имате. Тоа ми е муавет. Плюс, еве како што сме во НАТО, само топовско месо, значи не корист Македонија е во НАТО само заради Србија, да знаете. И во НАТО ние што користиме ние во НАТО? Ние ништо немаме, никаков бенефит немаме од НАТО. Сега добро, ако гледаме ситниците, да, поише тренираме и така. За шо, брат? Еве во коментари било дали премиерот има план да го врати името. Еве го момент. Чекај. Стој. Мислам, за одбрана на Мицковски, ги кажав овие сега сите работи што ги кажав, да не правиме бајки. Зашто е невозможно? Да, со 63 пратеника, ма не можеш со 63 да го вратиш името. Не може да дојдат оди до 80 пратеника, до 80, разбирате, за да го вратат името. Второ, албанскиот фактор у држава нема да дозволи да се врати името. Се додека го пушиме кај нив, ние не можеме да го вратиме името. Значи, има многу фактори за таа работа. Многу. Не е толку едноставно и влагаме сега готово враќаме името. Не е едноставно. Треба двотретинско мнозинство, треба Амин од Грција од ова. И кога јас би бил на власт, би им рекол на грците кој вебе не ми треба ЕУ, не ми треба НАТО и така натака. Тоа е моје размислување, ја у мојата глава имам друг начин како да преживееме без НАТО и без ЕУ. Тоа е моје размислување.
Јас, на пример, никогаш немаше го сменам името, ќе барав алтернатива на све што го преме, затоа што еве у hindsight, откако се десија сите тие работи, кажете ни што е подобро у Македонија. Еве сменивме све. Што е подобро за нас? Ништо. Ајде да видиме. Овој ли е моментот, чекај. Сила. Еве и во коментари велат дали премиерот има Чекај. Како го пушти добро? план да го врати името. Премиерот има многу планови, но се извинувам што за овие 80 дена не успеав да го вратам името. Ова, тука е право. Што е право, право е. Но во идните 4 години ако се Еве, ја можам само да му се извинам на гледачот што во овие 80 дена не успеав да го вратам името. Ова е малце дебилно сега. Тука е више со цинизам. Застани. Значи ти си тој што рече до последно владата АУ, односно јас као човек кога ќе го користиме Република Македонијата. Гледаме дека функционерите од ВМРО почињаат северна да си го голтаат. Министерот за земјоделие си излижа сек дека кај што исплука, ќе збориме за тоа следно, ќе го најдеме и тоа. Тоа не ми се свија кај вас. Дозволувате луѓето што се под вас да сркаат кај што плукале. Гоце Пешев па прашува А не предизбор сум ветел дека ќе го вратам името. Жалам што пропагандата на СДСМ и другите опозицијски партии се таква да ете во овие 80 дена не успеав да го вратам името. Кој што не сум ветел дека ќе го вратам. предизборно сте велеле дека не го признавате Преспанскиот договор, дали го признавате сега? Напротив, јас бев еден од политичарите уште пред 5 години кој што кажа дека тоа е реалност. А дека е лош и штетен, да, ќе го кажам тоа повторно. Дека е лош и штетен, повторно ќе го кажам. Им го кажувате тоа на грчките колеги кога се сретнете? На сите го кажувам тоа. И што велат тие? Какви им се реакциите? Па тоа е договор кој што понуди решение на еден деценијски проблем, И што дека со тоа добивме се се? отворија вратите за членство И се на отворија вратите Македонија да бара во Бугарија, рамките што на се? НАТО алијансата и така натаму. Тоа се политички аргументи, без суштина. Кога ќе дојде на дневен ред гласањето за една изборна единица во Република Македонија? Кога Видете, пак ќе кажам, за негова одбрана управо е. Управо е. Меѓутоа, мислам, управо е за тоа 80 дена како ќе смени името. Не